Дами и господа, драги пријателки и пријатели на книжевноста, Ваша Екселенција, Евроамбасадор Јаш Богар, dear friends of literature, Your Excellency, Mr. Јаш Богар, welcome at the fifth edition of the Bookstar Festival, which is the first festival of European literature in our country. Добре дојдовте на петото издание на фестивалот Bookstar, кој што е првиот фестивал на европска книжевност, на европска литература во нашата земја. Во изминатите 5 изданија на овој фестивал се одржаа промоции на многу авторки и автори кои што ја добиле престижната награда за литература на Европската унија. In the past 5 years, through this festival, we have seen guest authors who have won the prestigious Literature Award for Literature by the European Union. Се одржале многу промоции, музички настани, дискусии и дебати. We've held a lot of book launches, discussions, debates, music events, all of them revolving around the topic of literature. И сите тие биле околу темата на книжевноста. Некои од тие имиња кои што ни биле гости се навистина импозантни. Some of those names have been our guests, are really imposing names in European literature. Ке спомнам само неколку. I will mention a few of them. Изабел Вари од Белгија, Маренте де Мор, Холандија, Илја Леонард Фајфер, Холандија, Јела Кречич од Словенија, Јуси Адлер Олсен од Данска, Джамал Уаријачи од Холандија, Рику Корхонен од Финска, Енес Халиловиќ од Србија. Оваа година пред македонската публика ќе бидат представени 6 одлични европски автори со спротивни заднини тематики и интереси. This year, the Macedonian audience will have the chance to see 6 excellent authors who come from different backgrounds and cover different topics in different genres. Тоа се Халдора Торозден од Исланд, Михаил Вивек од Чешка, Кадер Абдолах од Холандија, Евгени Водоласкин од Русија, Слободна Шнајдер од Хрватска и Марко Шилик Марчело од Србија. Уште на самиот почеток, кога започна овој фестивал, ми беше тешко некако да и се уште кога го спомнувам името, велам Bookstars, затоа што некако толку имат звезди што не ми доаѓа логично дека името всушност на фестивалот е Bookster и секогаш кога разговарам со неговиот основач, со Жарко, ме поправа, внимавај, Bookster е, да не кажеш кога ќе си на бината Bookstars. Меѓутоа, навистина, вечерва имаме веќе две такви звезди, а во следните денови ќе се сретнете уште со 4 исклучителни имиња, кои што блескаат на европското небо. Whenever I speak about the Bookstar Festival, it's a bit difficult for me because I always say Bookstars. Since there are so many excellent authors, it's hard for me to imagine to stick to the real name, which is Bookstar, and main founder of the festival. Žarko always corrects me, but I hope I won't make a mistake tonight. Се надевам дека вечерва нема да направам никаква грешка. Фестивалот е поддржан од програмата Креативна Европа на Европската унија, Министерството за култура на Република Северна Македонија, мрежата Традуки, Институтот за преводи на Русија, Холандскиот литературен фонд, Амбасадата на Кралството Холандија, Амбасадата на Република Чешка, Исландскиот книжевен центар, Младинскиот културен центар и секако Друштвото на писатели на Македонија. This festival has been supported through the Creative Europe program by the European Union, the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia, the Traduki Network, the Institute for Translations of Russia,
the Dutch Literary Fund, the Embassy of the Kingdom of Holland, the Embassy of the Republic of the Czech Republic, the Literature Center of Ireland, the Youth Cultural Center, and the Writers Association of Macedonia. Сега, за да го отвори овој фестивал, би сакала да го поканам евроамбасадорот во нашата земја, господин Жбогар. In order to declare the festival open, I'd like to invite the Euro Ambassador to our country, Mr. Žbogar. Please. Thank you very much, Anna. Hello, good evening. I will not only declare it open, I think I'll say a few words as well, if that is okay. But somebody much more wise than me said once, a child who reads becomes an adult who thinks. I could not agree more with the sentence. Добро вечер. Не само што ќе го прогласам фестивалот за отворен, туку ќе кажам и неколку зборови, доколку е во ред. Некој многу помудар од мене еднаш рекол: детето кое чита станува возрасен што мисли, што размислува. Не би можел повеќе да се согласам со ова. But what comes out of the adult who reads or who keeps reading? I guess that firstly they continue to enjoy nicely composed ideas, which is a huge benefit in itself. Но што произлегува од возрастниот или возрастната што продолжува да мисли и да чита понатаму? Па прво, секако уживаат во убаво срочените мисли и идеи што ги читаат на хартија. But more importantly, those ideas give them different perspectives. Those ideas change the readers, and those ideas change societies. Но уште поважно од тоа, тие идеи им даваат нови перспективи, тие идеи го менуваат читателот или читателката и го менуваат самото општество. Through good literature we learn. We learn about events, we learn about places, we learn about life. We learn about others as much as we learn about ourselves. We become empathetic as much as self-aware. We validate our views as much as we question them. We discover joy as much as we reveal fear. We learn that our longings and weaknesses are more or less universal. We learn that we are not alone. Додека читаме, учиме за туги земји, настани, луѓе и искуства. Истовремено, како што доживуваме и учиме повеќе за другите, откриваме и повеќе за себе. Истовремено стануваме поемпатични и сваќаме дека колку што ни читањето, колку што ни носи уживање, исто така може да ни побуди и страв. Истовремено ги сваќаме, ги валидира нашите, понекогаш ги валидира, а понекогаш ги преиспитува нашите собствени ставови и идеи. Меѓутоа, она што сваќаме е всушност дека нашите размислувања, искуства и доживувања се универзални. And this is why I feel honored to open a festival tonight, a festival that celebrates good literature and its transformative and uniting power. И затоа ми е чест што вечерва можам да отворам еден фестивал на добрата книжевност, фестивал кој што ја слави обединувачката и трансформативната моќ на книжевноста. It was the vision of many great novelists of 19th and 20th century, such as Victor Hugo and Hermann Hesse, that contributed greatly to the concept of the European Union. Всушност и оставнината на многу автори од 19-тиот и 20-тиот век, како Виктор Hugo и Херман Хесе, придонесе многу за создавањето за идејата за Европската унија. They not only laid their political and cultural hopes on Europe, they also worked in various ways to set up a European feeling of community that would reflect pride in the diversity of its culture. Не само што го водеа сентиментот, проевропскиот сентимент во своите земји, туку исто така создаваа атмосфера со која што се создаваше едно заедништво, унифицираност во Европската унија, која што се гордее со цела своја разноликост и диверзитет. And this festival builds exactly on this foundation. It brings authors from all over the continent. It fosters individual and cultural exchange, and that brings about fresh ideas and possible answers to existential and social concerns. И овој фестивал се надоградува токму на таа основа. Обединува различни автори, овозможува индивидуална и културна размена и всушност овозможува можност за понатамошно развивање. Cultural exchange lies at the heart of the European idea, and this is why the Creative Europe program supports this festival
and it helped the organizers to bring here 3 renowned authors from the other European countries. Културната размена лежи во самата основа на Европската унија и поради тоа фестивалот, односно програмата Креативна Европа го поддржува фестивалот и помогна да се донесат 3 исклучителни имиња од овој континент. So I wish the participating writers as well as the readers to have the most enriching exchange during the festival, and I declare the festival open. И така им посакувам на сите писателки и писатели што ќе учествуваат, како и на нивните читателки и читатели, да имаат едно навистина збогатувачко искуство и со тоа го прогласувам фестивалот за отворен. Thank you very much. А сега отпочнуваме со првата промоција за вечерва. Тоа е промоцијата на романот Двојно стакло. And now we begin with the first book launch for tonight. We're going to discuss the novel Double Glass. I don't know if it has been translated in English yet. Не знам дали уште овој роман бил преведен на англиски, дали има официјален назив, на Халдора. Please, би сакала исто така да ја поканам и промоторката Ана Мартиновска да ми се придружи. I would also like to invite the promoter Ана Мартиновска to join me. Авторката која што ни е гостинка вечерва, the author who is our guest tonight, работела, е всушност исландска писателка, дипломирала педагогија и уметност во Исланд, и работела како учителка и графички уредник во дневен вестник и раководителка на лековната наставна програма во основните училишта и како програмски директор во радио. She has graduated art and education in Iceland, and she has worked as a teacher, a graphic designer in a daily newspaper, a manager of the art section, art syllabus for primary school, and as the program director in a radio. Пишува повеќе жанрови, и тоа поезија, кратки раскази, микрофикција и романи. She is versatile in several genres, poetry, such as poetry, short stories, microfiction, and novels. Книгава за која што ќе разговараме сега би се рекло еден краток роман или новела. The book that we're going to talk about tonight, a short novel, I'd say, defines first of all, it defines the literary tradition in the way it is narrated. Најпрво пркоси на стандардните книжевни начини на раскажување. And then it also covers a subject matter which society and the public discourse tends not to go in depth too much when it discusses it. Што општеството често се труди малку да го потисне, да го истисне од јавната сфера кога станува збор за овие теми. It discusses, in fact, old age, elderly. It is a story about an elderly woman who is 78 years old. And follows her through 4 autumns. Зборува за една постара жена, 78 годишна жена, и ја следи низ 4 есен годишни времења, 4 во есен. And it speaks very often not through the clichés found in literature and in public discourse about the old age. И често зборува, односно ги одбегнува стандардните клишеја, кои што ги среќаваме и во книжевноста, ги среќаваме и во општејавниот дискурс, кога станува збор за тие години. Само би сакала да напоменам дека одличниот превод на оваа книга, поддржан од програмата Креативна Европа, е на Мери Кицовска. The excellent translation of this book is by the translator Meri Kicovska. And without any further ado, без да лошам повеќе, I would like to give the floor to Ана Мартиновска, културолог, која што ќе зборува повеќе за книгата. She is an expert in culture who will speak a bit more about this book. Добро вечер. Good evening to everyone.
Гостувањето на исландската писателка Халдура Туроцен на годинешниот Букстар е ретка и скапуцена можност за сите нас. Тоа не само како куртоазна фаза со која сакаме да се покажеме како добри домакини, туку навистина извонредна прилика од прва рака да осознаеме барем делче од светогледот и културната различност на оваа островска земја од крајниот север на Европа, од која наделат над 3600 километри. Од време на време до нас доаѓаат скудни информации за Исланд, кои како по правило, барем мене секогаш ми се чинеле предобри да бидат вистинити, од ниските даноци преку користењето на извори на обновлива енергија до бројните демократски придобивки, рамноправноста на сите полиња и високата стапка на родова еднаквост. Но за жал, освен Бјорк и некакви магловити идеи за сагите и викинзите, морам да признаам дека моите познавања на исландската култура и литература се исклучително мали, речиси и непостоечни. I will now try to translate myself. Contrary to the promotion of the Icelandic writer Halldóra Thoroddsen at this year's Bookstar Festival is a rare and precious opportunity for all of us. And it's not just a courtesy phrase that we want to present ourselves as good hosts, but a truly wonderful first-hand opportunity to get at least a glimpse into the worldview and cultural diversity of this island country from the far north of Europe. From time to time we get scarce information about Iceland, which as a rule, to me at least, has always seemed too good to be true. From low taxes through the use of renewable energy sources to numerous democratic gains, equality in all fields, especially in regard to gender rights. But unfortunately, aside from Björk and some unclear ideas about sagas and Vikings, I have to admit that my knowledge of Icelandic culture and literature is extremely small, almost non-existent. Токму затоа со голема љубопитност се фрлив на читањето на романот. Дополнително заскокоткана од фактот дека Тородсен за него добила неколку значајни награди, меѓу кои и онаа на Европската унија. Насловот на книгата е уште една од низата провокации. Двојно стакло како некаква поинакава визура, како некаков увид во нештата од таа страна на прозорецот, истовремено како сигурна, безбедна дистанца, дури своевидна изолираност. Тоа го засилува и основната позиција од која ни говори авторката. Нејзината хероина, која е повозрасна жена од 78 години, која се чувствува осамено по смртта на сопругот, истовремено одбива да ги мине годините во исчекување на смртта. Иако свесна за минливоста на времето, таа се труди да го искористи секој миг од животот и своето право на среќна иднина. Иако аутсайдер во клубот на долгогодишните брачни парови, таа открива новостекната слобода да се движи каде посакува, бидејќи веќе нема интерес на ниту насилувачот кој ја напаѓа на улица, да ги препрочитува книгите од пред многу години, да ужива во утринските појадоци како мали ритуали на хедонистички луксузи. Сосема е свесна и за промените кои се случиле, за тресењето на рацете, пропаѓањето на телото поради што здравиот разум го третира како последна сламка, плашејќи се од нарушувањето на помнењето, внимавајќи на рутината, запишувајќи се во еден нотес. Свесна е и дека светот се менува. Свесна е за дигиталната епоха и материализмот, за символите на богатство и власт насекаде, за страдањето на човечкиот род. Но тоа не ја намалува низината желба за самостојност и независност, за исполнет живот и поглед кон сегашноста, а зошто да не и иднината. Цитирам: смислата на низиниот живот е да го оплоди секој момент, секој ден да го пополни со нешто битно, со нешто што ќе испее, да се одврати од безнадежноста и летаргијата. Колку многу одговорности за една мала жена. That is why I was thrilled to read the novel, further provoked by the fact that Thoroddsen received some notable awards for it, including the EU one. The title of the book is another of a series of provocation, double-glazed window as a different view, as an insight into things on the other side of the window, but at the same time as a safe, secure distance
and even a kind of isolation. This reinforces the basic position of the author tells us about, namely her heroine, an older woman of 78 who feels lonely after her husband's death, but refuses to spend years waiting for her own death. Although aware of the passing of time, she strives to use every moment of her life and her right to a happy future. Although an outsider at the Longtime Couples Club, she discovers the newfound freedom to move where she wants because she is no longer attractive enough for the rapist who attacks her on the street, rereading books she read many years ago, enjoying morning breakfasts as little rituals of hedonistic pleasures. She is fully aware of the changes that have happened to her, the shaking of her hands and the collapse of her body, which makes her treat her common sense as the last straw, afraid of losing her memory, observing her routine, and writing down everything in one notebook. She is also aware that the world is changing. She is aware of the digital age and materialism, of the symbols of wealth and power everywhere, of the suffering of the human race. But that does not diminish her desire for independence, a fulfilling life, and a view of the present and even the future. And I quote, "The purpose of her life is to fertilize every moment, every day to fill it with something important, something to sing about, to turn away from hopelessness and lethargy. How many responsibilities for a little woman." Спротивно на традиционалното прикажување на возрастните како луѓе свртени кон реминисценции од минатото и ретроспектива на сопствениот живот, таа сака да оди до кафулето на чашка џин, учествува во протестите против владата и се впушта во љубовна врска. Така полека кршејќи ги табуата за староста, во приказната влетува уште едно табу – љубовта во зрели години. Иако на почетокот сумничава генерално, да речеме еден цитат вели, заљубувањето на овие години е чувство, исто како кога човек се ослободува од својата болка момент пред смртта. Но и сумничава во однос на романсата која чука на прозорецот. Па вели, што е тоа што гледа Сверир во неа? Што тој навистина бара? Нејзиното тело е напуштено гнездо. Во нејзини години ни педигре, ни мирас не помагаат да се скријат недостатоците. Таа сепак не ја отфрла можноста. Копна е по љубовта и подготвена е да и се покори, иако тоа и го ремети секојдневието. Цитирам, Сверир ја пречекува со бакнаш. Имаше намера да го предупреди, да му каже дека невротрансмитерите се недоверливо настроени, а нервните завршетоци истрошени и рамнодушни. Но нема потреба за тоа. Ниту таа, ниту тој не се преправаат дека се во цутот на младоста. Се е толку едноставно, нежно и убаво. Во виорот на сопствената емоција, хероината на Тороцен гледа и пошироко, па ги проблематизира општествениот третман кон третото доба, ограничувањата на возрастните кои сакаат да стапат во партнерска заедница или да купат стан во зградата за старци. Очигледно, ваквата позиција му е необходна, дури и на од наш аспект гледано либералниот Исланд, општо и да не зборувам за потребата од ваква литература кај нас. Contrary to the traditional portrayal of elderly people as people reminiscent of the past, always making retrospectives of their own life, she liked going to pubs to drink some gin. She takes part in anti-government protests and falls in love. So slowly breaking through the taboos of old age, another taboo enters the story, love or love affair in old age. Although initially suspicious in general, but also in terms of the romance that knocks on the window, she still does not throw away the possibility. She longs for love, and she is ready to subdue her, even though it influences her everyday life. Quote, Sverrir welcomes her with a kiss. She intended to warn him, to tell him that the neurotransmitters were distrustful, and that the nerve endings were worn out and indifferent. But there is no need for it.
Neither she nor he pretends to be in the prime of their youth. Everything is so simple, gentle, and beautiful. In the whirlwind of her own emotions, Thoroddsen heroine looks even broader, problematizing social treatment of elderly people and the limitation of adults wanting to get into a partner community and buy an apartment in the elderly building. Obviously, this position is necessary even from our point of view, liberal Iceland, and not to mention the need for such literature in our own country. Но, она што исто така значено да се истакне во однос на овој роман е дека неговата субверзивност не е само во судирот со општествените норми, туку и со книжевната традиција. Овој роман кој по должина од нецели 80 на странички можеби и не е баш роман, туку повеќе новела, но и со своето раскажување во трето лице како да создава документарен карактер на текстот кој контрира на неговиот исповеден и лирски тон. Наизменично се менуваат длабоки внатрешни монолози со цинични коментари, со што се избегнува замката да склизне во патетика. Се тоа убаво спакувано во еден минималистички стил, со кој според критиката, авторката се принудува да ги искристализира своите приоритети, кои не лежат на оската семејство кариера. Со тоа добиваме увид во уште една можна сфера на животните избори на една жена. What is also noteworthy about this novel is that its subversiveness is not only in conflict with social norms, but also with literary traditions. This novel, which in the course of about 80 pages, may not be quite long for a novel, but also with its third-person narration, it creates a documentary character of the text that contrasts with its confessional and lyrical tone. Alternatively, deep inner monologues with cynical commentary are exchanged, avoiding the trap of slipping into pathos. Well packaged in a minimalist style that, according to the critics, the author is forced to crystallize her priorities, which do not lie on the family career axis. That gives us insight into another possible area of a woman's life choices. И оваа поента ми се чини одлична за крај. Сомнежите и стравовите ги победува надежта и љубовта. Па дури и мојата загриженост што организаторите на фестивалот минатата година ме поканија да зборувам за книгата на Славенка Дракулич "Невидливата жена" и други раскази. А оваа година повторно за истата тема за жените и староста, некако како да исчезна пред зборовите во кои навистина сакам да верувам. Чекалницата на смртта е светла и убава, баш како во Двојното стакло на Халдора Тородсен. This is the point I feel great to end with. Hope and love overcome doubts and fears. And even my own concern that the festival organizers last year invited me to talk about Slavenka Drakulić's book Invisible Women and Other Stories, and this year again on the same topic of women and old age, is somehow disappearing in front of the words I really want to believe in. The waiting room of death is bright and beautiful, just like in Haldora Torodsen Double Glass. И се разбира, благодарноста што го имаме на македонски овој роман кој им го препорачуваме на сите во оваа прилика, ја должиме на преведувачката од исландски јазик Мери Кицовска и секако на издавачот Антолог. And of course, the gratitudes go to the translator from Icelandic language, Meri Kicovska, and of course the publisher house, Antolog. Thank you. Very благодарна. Ви благодарам, Ана, за овој одличен осврт. Thank you, Anna, for this exceptional overview. Мислам дека кажавте речиси се релевантно за книгата. I believe you mentioned almost nearly all the very important and relevant aspects about the book. Оно што ми останува сега, мене многу ми се допадна тоа што го спомнавте за тоа како протагонистката во книгата, главниот лик е аутсайдерка на некој начин,
затоа што многу убаво што гледам из тоа двојно стакло, затоа што убаво се надоврзува на мотото на овогодишното издание на фестивалот кој што е Отаде. I really like what you said about the main character being the outsider, looking in life through the double-glazed glass, through the double-glazed window, because this year's festival's motto is on the other side. So in a way, it really flows nicely into the overarching topic that we're discussing tonight and during the other nights of the festival. И убаво тоа се надоврзува на главната тема што ќе провеува во текот на оваа вечер и во останатите фестивалски вечери. Now I would like to ask a few questions to talk a little bit with Haldora. Сега би сакала накратко да поразговарам со авторката, да ја поставам неколку прашања. Do you have any comments previously, let me ask you? Дали имате некакви коментари to what Anna said? No, шутай. Yeah, okay. What I greatly admired in your book was that the inner monologue of your character didn't revolve around the usual cliches, as you already mentioned. In the public discourse and often in traditional literature, women are generally identified through their families and identify themselves through their families, children in this case, she mentions the children and the late husband, but very briefly, or they identify themselves through their career. But you offer an alternative way of identification in the old age. Can you comment a little bit on that? Well, identity, I think we read our self-picture from the eyes of our brothers and sisters, from our neighbors. My protagonist, she has no identity, really. She has no place for her gifts in this disjointed modern society. I mean, she has no platform. She doesn't identify herself as a housewife. She isn't. Her husband is dead. Her children are grown up. She is no longer a kitzer. So she is really looking at society from outside. That was very exact with what you said. Значи, оно што многу ми се допадна во вашата книга беше тоа што внатрешниот монолог на вашата протагонистка не се врти околу вообичаените клишеа, затоа што и во јавниот дискурс и често во традиционалната литература жените се идентификуваат преку своите семејства, во случајот тоа се децата и починатиот сопруг, или преку својата кариера. Она што всушност вашата протагонистка го прави е што излегува надвор од тие граници. Да, всушност, незиниот идентитет се базира на она што таа го гледа. Таа веќе не е толку активно учесничка во општеството, како што и вие кажавте, таа го посматра општеството низ тоа двојно стакло и се идентификува преку очите на другите, преку перцепциите на другите, преку својата соседка, преку своите деца, преку луѓето што секојдневно ги забележува. Го посматра тоа модерно општество, нефункционално до некаде модерно општество, ама веќе не се идентификува како домаќинка, сопругот е починат, децата се одраснати, всушност веќе не е учителка, нема кариера и едноставно е една мирна обсерваторка на општеството такво како што е. The narration in the book is interrupted with short observations. Sometimes they're poetic, sometimes they're cynical. Нарацијата во книгата е испрекината со кратки обсервации, понекогаш се поетични, понекогаш се цинични. How did you come up with this narrative convention, interrupting the flow, the narration, with these short observations? Well, I found something was lacking. She was far too earthbound, and she's a scientist. So it needed some lyrical side
this book needed some lyricism, but also because I was trying to put this story, it should all be put into a now. I mean, she's referring to her whole life, and but the story is. I try to not it all together in one point, and these sentences, they usually describe the now, what she's observing now. She's always talking about something that happened to her or something that will happen to her, but these sentences is, you know, she's doing something, she's observing something, she's looking through the window, there are people kissing each other, she's just saying what she's seeing, what she's hearing, whether the moon is in the sky or something like that. So it's the now. Всушност сватив дека нешто недостасуваше во самата нарација, затоа што целата нарација ми изгледаше премногу приземјена и премногу смирена, а таа е научничка и ми требаше некој лиричен момент, малку лирика за да го облагороди целиот текст. И затоа ги ставив тие моменти во кои што таа ми требаше и некој врзивно ткиво, а тоа беше сите тие обсервации се однесуваат на сегашноста, на моментот, на сега. И таа постојано размислува, се навраќа на минатото, оди во иднината што ќе се случи и она што го доживува во тие моменти додека размислува, всушност е прикажано во тие кратки реченици, кои што на некој начин се врзивното ткиво на се она што и се случува понатаму. In my country, there is an ever-present tension and intolerance against the elderly. This is my impression. Во мојата земја има се присутна тензија и нетолеранција кон постарите граѓанки и граѓани. They're seen as тоа е моето мислење. They're seen as overcrowding the public space, buses, hospitals, farmers market, and looking for too much attention. Се доживуваат како луѓе што прават гужва во јавниот простор, во автобусите, во болниците, на пазарите и се доживуваат како луѓе што премногу бараат внимание. The character in your book feels her body is failing her, but she is unwilling to accept the allegedly well-meaning restrictions that society tries to impose on her, that the advice that they give her, not to start a new relationship, how to dress, and so on. Ликот во вашата книга чувствува дека телото постепено ја откажува, меѓутоа таа не е спремна да ги прифати наводно добрите совети, добронамерните совети кои што општеството се труди да ги наметне во однос на тоа дали да отпочне нова љубовна врска, во однос на тоа дали како да се облекува. How would you comment on this? Како би го коментирале ова? Well, we have split the society into boxes. We keep children in one box, old people in one box with their cohort or with the same age. And in the middle we are turning this wheel of working market to produce more and more, mainly to throw half of it away. And we haven't got time for older people or children. We haven't got time for continuity in society. And the continuity, I think I wrote this book because to stress the importance of continuity and coherence in society. The generation gap
it does hurt us in many aspects. I mean, we lose memory, we hide death and so on, many things. And of course we are irritated by old people because we have no time for their fuss. I mean, they need help, don't they? And we have no time to help them. Once upon a time, I think after the Second World War, the working market doubled because the women came to the yes, they started to work outside home, and was it to get more time to lessen the work on each one? No, it was just to produce more, to throw away mostly. And well, new technology and the pill and everything should perhaps have given us more time to see, to look after what needs to be done. I mean, but we have no time, so of course society is irritated of something that's complete nonsense and needs attention. But who's going to take care of everything? Very busy people on the run. So in a way, I'm criticizing our situation. I don't know what political label I should put on I mean, if we something that looks to the soul, to the moral, and to nature combined would be very desirable. Soul, moral, nature, but with only money, haven't we? But we only are looking to the gain. The market wheel just goes on for its own glory very much. It doesn't take in account our needs. So, in a way, this book is social criticism, but it's also philosophical because, well, she has some views on that matter. But yes, it's a whole life that I was trying to put together in one point, in a way. Thank you. И благодарам. Значи, општеството имаме тенденција да го ставаме во одредени кутии, така што децата се во една кутија затворена, старите се во една друга кутија, се е поделено некако, а во средина ги имаме луѓето кои што се на работна возраст, кои што се работоспособни и кои што постојано го вртат тоа тркало на пазарот на трудот. И всушност, за да се добие поголемо производство, голем дел од тоа се фрла и така сме заглавени во некој затворен круг од кој што многу тешко се излегува и во тој затворен круг се појавуваат старите луѓе на кои што им треба помош, а со тоа им треба внимание, па така ни го одземаат скапоценното време кое што го немаме затоа што не е потребно за повеќе пари. И на некој начин ова, да, постои тука и генерацијскиот јаз, здравото смртта со кое што луѓето кои што се на средни години не сакаат да се соочат, односно се обидуваат да избегнат, па старите луѓе ги потсетуваат на тоа.
И всушност доаѓаме, оваа книга е всушност една општествена критика. Во минатото, по Втората светска војна, всушност имаше една состојба кога жените се приклучија на пазарот, на работниот пазар, на пазарот на трудот. Меѓутоа, и тоа беше, се предпоставуваше дека тоа на сите ќе им даде повеќе време за да не мора толку да работат, односно ќе го растерети тој пазар, меѓутоа се случи спротивното, луѓето влегоа во уште посилна трка и со сите цивилизацијски придобивки се чини дека се повеќе одиме кон профит, кон добивка која што на крај завршува исфрлена. Така што да, оваа книга е замислена како една општествена критика, иако има и некои филозофски моменти, во кои што таа го размислува, таа постојано се навраќа во својот живот, се труди некако да го обмисли и да му даде една таква филозофска нота. Идеално би било да се избегне овој циклус, да се дојде до некоја состојба во која што ќе има доволно време и за душата, и за моралот, и за природата. Тоа би било оно што би било некако обединувачко, меѓутоа засега сме доста далеко од тоа. Дали има некои прашања од публиката? Сега е момент да ве вклучиме ако нешто ве испровоциравме за разговор. Are there any questions from the audience? Now is the time to say a few words if we've provoked you. Доколку нема, оваа книга Двојно стакло може да ја набавите горе во фоајето на Кино Фросина во горниот дел, а тука ќе биде и вторката доколку сакате да ја ви ја подпише. По кратка пауза продолжуваме со втората промоција за вечерва. Тоа е книгата Воспитување девојки во Чешка на Михал Вивек, каде промоторка ќе ни биде Јасна Потеска. If there are no questions, I can just tell you that you can buy this book on the second floor in the foyer of Cinema Frosina, and the author will be present to sign your copies. And we will continue with the second part, with the second book launch tonight, Michal Vivek's education, bringing up girls in Bohemia, where the promoter will be Jasna Poteska. Se gledаме за кратко. See you in a short while.